Доколку сте спремни, почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на заедничката пресконференција во рамки на лидерската средба Европска Унија, Западен Балкан, стабилност, заедништво и иднина овде во Скопје. Денес Скопје е центарот на вниманието на регионот и Европа. За нашата држава оваа лидерска средба представува силна потврда за нашата посветеност на европскиот пат и за улогата што Северна Македонија има како конструктивен и проактивен партнер во регионалната соработка и стабилност. Со нас денес е господинот Христијан Мицковски, председател на владата на Република Северна Македонија, и госпогата Марта Кос, комесар за проширување на Европската Унија. Во продолжение ќе следуваат нивните изјави, пошто ќе имате можност да поставувате и прашања. На почетокот му давам зборот на председателот на владата, Христијан Мицковски. Повелете, председателе. Почитувана господја Марта Кос, почитувани новинари, почитувани пријатели, денес сме тука во Скопје не само како домакини, туку и како партнери и сојузници на една заедничка визија. Визија за регион што не се дефинира преку своите проблеми, туку преку своите можности. Визијата за Западен Балкан, кој се приближува кон Европската Унија, не со зборови, туку со дела. Со реформи, со резултати, со интеграција што се чувствува во секојдневниот живот на граѓаните. Фактот што сме домакини на овој лидерски самит е важна символична потврда за нашата регионална и европска релевантност. Тоа не е случајност. Тоа е резултат на политичкиот капитал кој го вложивме во стабилноста, реформите и конструктивниот пристап. Ова е признание за улогата што нашата држава ја има во градењето мостови и создавањето решение. На денешните разговори се фокусиравме на реализација на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан, кој представува историска шанса за сите нас. Тоа е механизам кој ни овозможува не само пристап до инвестиции и фондови, туку и мотивирачка рамка за напредување на владењето на правото, ефикасноста на институциите и економската конкурентност. За нас овој план не е формалност, тоа е алатка преку која ќе ја трансформираме земјата, ќе ја модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура, ќе ја направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Не прифаќаме наметнување под маска на европскиот процес. Европа е дом на правото, на правдата, на достоинството. Тоа се вредностите што ги прифаќаме, се друго е туѓо за Европската Унија и туѓо за нас. Почитувана комесарка Кос, на овој самит нашата држава влегува како држава со јасна насока. Нашите реформи не се декорација, тие се потреба. И ние нема да чекаме некој да не турка. Ке се движиме самите со собствена волја, со конкретен план и со јасна визија. Испорачуваме резултати не затоа што тоа некој го бара од нас, туку затоа што тоа го заслужуваат нашите граѓани. Ке продолжиме да ги следиме европските вредности не затоа што тоа ни го наложува некој, туку затоа што тоа е нашиот избор и веруваме во тоа. Нашиот пат, нашата определба. И затоа благодарни сме за поддршката од Европската комисија, но уште повеќе сме решени сами да си помогнеме да ги спроведеме реформите и да ја трансформираме земјата. Со инвестирање, со работа, со доверба во сопствени сили и со партнерство со ЕУ. Ви благодарам за вашата лична поддршка и поддршката на Европската Унија што дава за Западен Балкан. Благодариме на премиерот. Сега збор ќе има комесарката за проширување на Европската Унија. Ви благодарам многу, господине премиеру. Пораснав во поранешна држава од истиот КОФ,
па немаше потреба да слушам превод, меѓутоа transformation for Трансформации кон реформите со кои што се сложувам не се само декорација, туку се алатка како да станете земја членка на Европската унија. Затоа ви благодарам за тоа што го кажавте, ви благодарам што бевте домаќин на овој важен состанок овдека во Скопје и задоволство ми е што сум овде за прв пат како комесар. Пред да зборувам за планот за развиток, морам да кажам дека вашата земја се уште се опоравува од една национална трагедија, еден ужасен пожар во Кочани. Сакам да им упатам сочувство на семејствата и на блиските на жртвите и на повредените. Ваквите трагедии како Кочани не потсетуваат што е најважно во животот. А тоа е семејството, пријателите, заедницата. Односно луѓето кои што помагаат, односно тоа е солидарност на дело и солидарност од Европската унија кон нашите кандидатки земји. Многу други европејци беа покрај вас и ви помага изминативе месеци. Мило ми е што се согласивме дека кога ќе додам на билатералните посети наскоро во Северна Македонија, заедно ќе ги посетиме повредените во Кочани. Денеска се сретнавме скоро една година да зборуваме на состанокот на лидерите од Западен Балкан и да се договориме кои се чекорите за извршување на развојниот план и како истиот ќе се имплементира и како ќе се забрза пристапот кон Европската унија. На состанокот дадов јасна порака да се искористи оваа можност. Геополитиката се промени и гледаме вистинска заложба за проширување во главните градови на Европската унија. Треба да се изгради силна Европа која што ја контролира сопствената иднина и за тоа ни треба сите европејци да работат заедно. И како и земите од Западен Балкан, планот за раз носи опипливи социоекономски поволности за граѓаните на Северна Македонија и Западен Балкан, уште пред самото приклучување кон Европската унија. Затоа, ваша одговорност е да го примените за добробит на вашите граѓани и на вашите деловни ентитети. На ова ќе ви помогне Европската унија. Планот за раст е клучен дел од она што го нарекуваме забрзана интеграција, каде што комисијата планира да го интегрира регионот во единствениот пазар, како и во европските политики за одбрана, безбедност и подготвеност пред да стапите, да добиете членство во Европската унија. На прошлиот самит зборувавте за плановите, сега дојдовме во фазата на имплементација, затоа овој самит за прв пат се однесуваше за имплементацијата. Покажуваме први резултати, 75% од договорените реформи за сите земји се или имплементирани или во текедивно имплементирање. 1/4 сепак не е изготвена и затоа ги поканувам лидерите да ја забрзат оваа имплементација. Ајде сега да зборувам за конкретни резултати кои што може да се видат. Земете ги СЕФА, например. Овозможува плаќање и тоа на многу побрз начин и полесен начин. Едноставно кажано значи дека младите предприемачи, например во Скопје или пак во Тирана, може да добиваат исплати од цела Европска унија, исто како деловните субјекти во Мадрид или во Виена. Ова важи за земјите од Западен Балкан. 4 земји се во прашање. Зелените линии пак се договоривме за 11 приоритетни точки и мило ми е што чув од лидерите дека целосно се посветени овој проект да го забрзаат. Се користи и сателитот Галилео да се следат камионите и да се свати динамиката на тесните грла. Колку долго се чека, каде се формираат редиците. Зелените ленти треба да се станат
ефикасни да забрзаат преминот, што ќе направи голема разлика за деловните субјекти и за граѓаните. Затоа ги повикувам граѓаните да направат напредок и да го преземат ова како приоритет. Има и уште во рамките на автопатот за единствениот пазар. Сега го прошируваме истиот кон Западен Балкан. Што значи тоа? Тоа значи дека со вас работиме на препознавање на европските сенџири за набавки и да се интегрираат вашите компании. Например, во фармацевтиката ќе може да се согласите со нашите стандарди за вашите деловни субјекти и еднакво да се третираат со фирмите во Европската унија. И проектите под инвестицијската рамка за Западен Балкан ќе ви помогнат на земите, ќе им помогнат да градите железници и патишта, ќе финансираат соларни и еолски постројки, ќе ја дигитализираат инфраструктурата за да се подобри конкурентноста во вашата економија. Исто така, зборувавме за подобрување на врските. Честитки, господине премиере, за договорот со Бугарија да работите на коридорот 8. Овој коридор е важен не само за Северна Македонија и Бугарија, туку и за целиот регион. Важен е за Европската унија, а особено е важен поради тоа што ќе учествува во новата стратегија за Црното море, која што само што ја усвоивме на ниво на Европска комисија. Значи ќе ја поврземе Европската унија со централно-азиските земји и Северна Македонија туку игра главна улога. Исто зборувавме за роумингот. Ако навистина работиме трудолюбиво и сваќам дека вие лидерите имате волја да го сторите тоа, ќе има многу реформи кои што ќе ги сменат законите и може да имаме бесплатен роуминг за западно-балканските земји од 1 јануари 2026 година. Сватив дека сите сме многу сакаме се надпреваруваме и сигурна сум дека Северна Македонија ќе покаже резултати. Ова е нешто многу важно. Ќе покажете дека вашите луѓе ќе може да комуницираат преку телефон без дополнителни трошоци. Може многу да постигнеме заедно. И заедно со мојот тим и заедно со европската делегација овде во Скопје. Сите благодарам на сите, ви благодарам амбасадоре. Посветени сме на поддршка на нашите партнери и клучно е лидерите да го водат политички процесот и јавно да комуницираат за нашите успеси. Подоцна во месецов ќе направиме исплата за првата рунда известувања за реформската агенда. Целосната сума ќе следи од кога ќе се постават реформите, од кога сите ќе се имплементираат. Следната рунда ќе заврши за 2 недели, ќе ги процениме извештаите најскоро можно, за да може да испратиме уште една транша на есен, доколку се исполнат условите. Токму за тоа, ова е добра иницијатива. Иницијативите да лидерите да одржуваат регуларни средби. Следната средба е многу важна. Еди Рама, премиер на Албанија, се понуди да ја одржи, да биде домаќин на следната средба во Албанија и јас едва и чекам да одем таму. Ви благодарам уште еднаш, господине премиере, за вашето што бевте добар домаќин. Ова беше Имавме одлична вечера вчера што организиравте за нас, затоа ви благодарам вам лично, а и на Северна Македонија што придонесовте кон подобро поврзување на сите земји од Западен Балкан. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Сега ќе отстапам прашања за новинарите, доколку имате прашања, први би ве замолила да потенцирате за кого е прашањата, повелете. Повели Лепа. Лепа Џундова, телевизија 24. Имам прашање до еврокомесарката Кос. Еврокомесарке, какви гаранции можете да и дадете на македонската влада дека Бугарија нема да го билатерализира
процесот понатаму и дали за вас е доволна изјавата на бугарскиот премиер Желјасков со устна гаранција дека Бугарија нема да билатерализира. Дали е ова доволна за вас и што може да понудите вие, Брисел? Благодарам. Нашата политичка цел е да се отворат преговорите за пристап за Северна Македонија по кластер 1 најскоро можно. Штом ќе ги задоволи Северна Македонија релевантните критериуми договорени со Советот, односно ќе ги имплементира заложбите да се извршат уставните промени, од аспект на комисијата, ние продолжуваме да подвлекуваме колку е важно да се има конструктивен диалог помеѓу Северна Македонија и Бугарија, да се изгради дух на заедничка доверба и разбирање. И сметам дека е многу важно, а денешниот состанок само го покажува тоа, дека Северна Македонија треба да се подбутне на патот кон проширувањето, особено со оглед на тоа дека некои други земји се силни конкуренти за завршување на предпристапните преговори. Сите ја препознаваме дека ова не е лесно, но можноста е отворена сега за проширување и ние сите треба да искористиме оваа шанса. И сите треба да придонесеме, не само овие две земји, туку сите од Европската Унија, да се изнајде начин што ќе овозможи Северна Македонија да започне најскоро можно. Најдобрата гаранција за овој процес е да се остварат резултати. Кос, има различни мислења од европските представници кои посетија Македонија како председателот на Европскиот совет, високата представничка Калас, па и вие велите дека за да почнеме отварање на поглавја, Северна Македонија треба да ги направи уставните промени. Меѓутоа, од Софија велат дека тоа не е доволно, треба да се устваат и протоколите, особено вториот протокол со кој ние имаме проблем, бидејќи таму се содржат и билатерални прашања што немаат врска со реформите. И ваш коментар околу бугарските амандмани за извештајот за Македонија, каде што се бара модерен македонски јазик и модерна македонска нација. За Европската комисија ситуацијата е јасна. Доколку Северна Македонија ги исполни и заложбите и го промени уставот, што секако дека не е лесно, свесна сум за тоа, тогаш ќе започнеме веднаш со меѓувладината конференција без било какви дополнителни политички условувања. Во врска со второто прашање, членството во ЕУ, според мене, е најдобриот начин како да се заштити идентитетот, културата и јазикот на македонците. Поради тоа што Европската Унија е изградена принципот на разноличност и Европската Унија се грижи за сите земји членки поединечно во смисла на тоа што нашиот идентитет е добро зачуван. Можем да зборувам од сопствено искуство. Словенија исто така е мала земја, 2 милиона жители. Но, откако станавме членка на Европската Унија во 2004 година, словенечкиот јазик е еден од 24 официјални јазици на Европската Унија. И се запрашавме нешто слично во 2004 година. И откога Молдавија исто така стана земја кандидат во моето портфолио, помагаме во Молдова да се спречи рускиот наратив што велат дека ќе го изгубат идентитетот. Идентитетот не може, според мене, никогаш не може да стане предмет на политичко одлучување. Идентитетот е нешто што си го носиме во душите и во нашите срца. Идентитетот е
како се чувствуваме, како ја чувствуваме нашата татковина. Идентитетот е она како се грижиме за нашата традиција. Например, манастирите во Северна Македонија, например, погачата, тавче гравчето, пинџурот или полнетите пиперки. Како, например, ги одржуваме традиционалните носи. Какви односи градиме со постарите во земјата. Каков однос имаме кон зачувување нашиот јазик. И никој не може ова да ви го одземе на вас, македонците. Hi, I'm Milka Smilevska. Милка Смилевска од Ал Джазира Балканс. Имам прашање за вас. Европска комесарка кос Босна и Херцеговина не ги користи фондовите поради неисполнетите реформи. Што треба лидерите на Босна да направат за да видат прогрес во имплементирањето на овие реформи? Ви благодарам за одличното прашање. Имам добри вести и добрите вести се следниве. Во петокот добивме порака од Босна и Херцеговина дека Советот на министрите усвоил реформска агенда. Значи, првиот услов е да имаме таква реформска агенда и очекувам дека ќе добиеме официјално известување од Сараево во следниве неколку дена. Кога комисијата ќе ги усвои реформите, ќе потпишат договори, тогаш ќе започнеме да работиме на ова прашање. Не може да опишам колку сум срекна што после цела една година труд и работа на ова прашање Босна и Херцеговина им се придружи на другите 5 земји. Можам да им честитам. Сек пак Македонија беше прва што ја презентираше реформската агенда. Сега сите 6 земји од Западен Балкан имаат ваква реформска агенда. Тајмингот е многу важен. Зошто? Парите, 6 милионите што ги користиме во овој инструмент за сите западно-балкански земји, ќе бидат достапни до крајот на 2027 година. И ако не ги искористиме, ако земјите не успеат да ги абсорбираат, јас ќе морам да ги вратам париве да ги вратам во буџетот на Европската Унија. И мислам дека има подобри решенија од тоа. Доколку вие ги испорачате реформите, ние сепак поскоро би ви ги дале вас, отколку да го вратиме тоа во буџетот на Европската Унија. Ако јас барем се прашувам за тоа. Но сакам секое и до последно евро да се потроши на земјите од Западен Балкан. Дервиши од Алса телевизија, премиере, прашањето за вас. 3 министерства доцнат со многу клучни реформи од реформската агенда. Како се оправдавте за ова пред мадам Кос? Па не би рекол министерство со клучните реформи. Ние сме над оној просек како држава кој што го спомена комесарката Кос од 75%, значи ние сме некој процент над тоа со законите кои што се во моментот во парламентот и многу скоро денеска ќе биде сето тоа завршено и ќе бидат исполнети тие обврски кои што се преземени со планот за раст. Благодарам. Канал 5, повелете. Да, Јана Јосифовска, Канал 5 телевизија, ви благодарам. Премиере, исто така прашањето до вас. Се спомена извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Пленарната седница чинаме закажана за 8 јули. Имаше тензии, може да се каже, и вжештена реторика помеѓу двете страни и со бугарските европратеници, па во тој контекст што во моментов правиме како држава со дипломатска офанзива околу оние спорни амандмани претходно беа споменати и како ги коментирате критиките кои што ги има нотирано известувачот Вајц? Благодарам. Благодарам. Што се однесува до верзијата од извештајот која што е сега пред европратениците, можам да кажам дека очекувам секаков инженеринг. Не би ме изненадило ништо. Јас сум малку повнимателен кога станува збор за идентитетот, секогаш. Да, тоа е така дека ние го носиме со нас,
длабоко во нас, но морам да признам дека овие повеќе од 3 децении ние изгубивме голем дел од нашиот идентитет, менувајќи знаме, менувајќи име, неколку пати менувајќи устав. И во услови кога немаме гаранција дека ова ќе биде последна идентитетска отстапка која што ние треба да ја направиме, јас би бил многу повнимателен, бидејќи се водам од максимата не ги слушај што зборуваат, гледај ги што прават. А тоа што го направија и се уште прават дел од пратениците во Европскиот парламент од нашиот источен сосед нема никаква врска со европските вредности. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку е и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет, македонски идентитет. Имате повеќе прашања, благодариме и за пресконференцијата, се гледаме.